Управниот одбор на комуналното предпријатие Водовод предлага да се прошири примената на одлуката за повисока цена за потрошена вода за пиење кај јавните институции, чиј основач е општина Кочани. Според предлогот, во иднина, општинските основни и средни училишта, детската градинка Павлина Велјанова, библиотеката Искра и отворениот граѓански универзитет за доживотно учење Манасија Парлапан би плаќале по 10 денари од метар кубен. Тоа би требало да придонесе за пореално подмирување на побарувањата, односно да се избегне трупањето долгови за комунални услуги. Предлогот од управниот одбор се разгледуваше и на седницата на Комисијата за финансии, на која директорот на Водовод рече дека очекува да биде прифатен, затоа што реално бил подобар од досегашното решение. Сметам дека ваквата одлука нема да има влијание врз приходите и редовното работење на комуналното јавно предпријатие, а од друга страна нема да се доведеме во ситуација врските на овие институции кои на некој начин поново со ребаланс на буџетот и со финансиски трансакции се затвара од буџетските средства на општина Кочани, ќе овозможиме на овие институции самостојно и плаќаат своите сметки да бидат во добра кондиција, за да не се акумулираат поголеми долгови. Според Папазов и со предлогот за новата цена, целосно нема да се покријат трошоците за испорака на водата и побарувањето од јавните институции, но до некаде би се ублажило намалувањето на приходите по оваа основа кај комуналното предпријатие. Ако ни бидат скратени од приходите кои би ги остварувале ако се применува постоечката цена. Со новата цена ќе бидеме скратени за 1.200.000 денари, што нема да биде финансиски товар за редовното работење на комуналното јавно предпријатие, а од друга страна она што го правиме како ребаланс на буџетот за 3 годишно ниво околу 3,5 милиона на некои од изминатите седници ќе биде отприлика за таа бројка релаксирани и овозможено да овие институции ги плаќат редовно своите сметки. Предлогот за вклучување на образовните институции во одлуката за новата цена на водата без дискусија беше прифатена од членовите на Комисијата за финансии. Со тоа, таа в петок ќе се најде како точка на дневниот ред на седницата на Советот на општината, што, ако биде усвоена, ќе почне да се применува од 1 јануари идната година.